Референдумот помина, неговиот исход и следните опции во кој правец ке се движи земјава во фокусот на домашната јавност, но и на меѓународните представници. Главното прашање што сега се наметнува е која опција е подобра: нови предвремени избори или спроведување на договорот со Грција со обезбедување на двотретинско мнозинство во собранието. Странскиот фактор во своите изјави прилично дециден: решение во собранието да не се губи време на избори. Еврокомесарот за соседска политика и проширување Јоханес Хан вчера повтори дека не се потребни предвремени парламентарни избори во Македонија, туку дека треба да се искористи можноста и да се обезбеди двотретинско мнозинство во собранието за спроведување на договорот со Грција. Потребни се 8 или 9 гласови од опозицијата и тоа мора да биде остварено. Сите велат дека сакаат членство во ЕУ и НАТО, вклучувајќи и опозицијата, а тогаш едноставно мора да ја платите цената на ова решение. Станува збор за решение кое е во интерес на земјата, а не на партиите или политичарите. И во таков случај, како може да се обезбедат гласовите? Јас верувам во комбинација меѓу балканското и рационалното. Германскиот амбасадор во Македонија Томас Герберих повика опозицијата да не го блокира процесот и да се најде решение во собранието. Рече дека лично се надева и опозицијата ќе се вклучи во процесот и нема да ја оддалечува земјата од Европската унија и НАТО. Амбасадорот Герберих жали што излезноста на референдумот била само 36%, но како што нагласи, референдумското изјаснување било консултативно, а не обврзувачко, и затоа процесот треба да продолжи во институциите. Од власта со сличен став, македонскиот премиер Зоран Заев во првото интервју дадено по референдумот за БХТV1 повтори дека владеачките партии не сакаат избори, но ако опозицијата се обиде да ја спречи иднината на државата кон ЕУ и НАТО поради лични калкулантски односи, тогаш тие ќе бидат принудени да одат на избори. Вице-премиерот задолжен за европски прашања Бујар Османи пак во разговор за 1 ТВ вели дека ако не успее договорот, политичка криза според него ќе биде најлесната варијанта што ќе се случи во Македонија. Ако не успее договорот, политичка криза ми е најлесната варијанта што ќе се случи во државата. И тоа не е закана. Ова е кажување на фактите во основа на тоа што го знам. Дека политичка криза е најлесниот исход, епилог од неуспехот на овој процес. А на кого му оди во полза? Тоа не можам се уште да го објаснам. Националниот координатор за НАТО Стево Пендаровски ексклузивно во вчерашното отворено Студио 1 соопшти дека од Алијансата е добиена дефинитивна потврда дека датумите остануваат, независно од исходот на референдумот. Според Пендаровски, ВМРО-ДПМН не ја разбира суштината на договорот, дека со него не се губи македонскиот идентитет. Кај еден значаен дел од тие луѓе станува збор за политичко убедување. Дека така треба да постапат. Кај еден дел од нив станува збор за убедување дека народот, како тие го разбираат тоа, на 30 кажал што имал и не можеш да одиш контра народната волја. Меѓутоа кај еден дел, не можам да шпекулирам колку големе, али претпоставам дека не се еден-двајца, тоа е притисоци од неверојатни пропорции. И право да ви кажем, јас и вие да сме таа ситуација, 3 пати ќе размислиш дали ќе кренеш 2 прста или ќе стиснеш копче за уставни промени. Од ВМРО-ДПМН пак денеска повторија дека СДСМ доживеал дебакл на референдумот за промена на името, а договорот од Преспа според нив е правно-политички мртов. Граѓаните и покрај сите закани, притисоци и уцени се одважија и храбро се спротивставија на криминалниот картел на чело со Зоран Заев. Тие со својата апстиненција гласно кажаа дека Република Македонија победи. Ниту Заев, ниту било кој друг не смее да ги крши законите и уставот на државата, се вели во соопштението од ВМРО-ДПМН.